Хаос владее во такси превозот во Кучани. Граѓаните се жалат дека ниту една такси компанија не функционира како што треба и како што велат не можат да најдат такси ниту за лек. Тоа им ја менува навиката на оние граѓани кои досега секојдневно користеле такси превоз и се жалат дека поради недостигот од такси доцнат секаде и мора да се организираат на поинаков начин. Од друга страна, и не само граѓаните, туку и такси превозниците во паника поради честите контроли, заради законските лиценци кои мора да ги поседуваат и заради непоседување на истите, многумина се веќе казнети и опоменати. Тоа е всушност и причината поради која не излегуваат на работа и не возат, или немаат лиценца за легален превоз на патници, или им истекла постоечката, па ќе мора да извадат нова или да платат високи казни. Во разговор со инспекторите за патен сообраќај за Канал 8 го потврдија проблемот со кој се соочуваат граѓаните и дека такси превозот во Кочани не функционира, бидејќи инспекторите почнаа да водат строги контроли на терен. Проверени се повеќе од 90% од таксистите во Кочани и е констатирано дека голем број од нив не поседуваат лиценци за легален превоз на патници, или оние кои имаат лиценца веќе им е измината, бидејќи важноста на лиценците е 4 години. На сите тие такси превозници има укажано на пропустот и се задолжени во рок од 30 дена да ги обезбедат или да оформат потребните документи за лиценца. Во спротивно ќе бидат казнети со високи казни. На истите, велат инспекторите за патен сообраќај, веќе им е направено записник за констатација и решение, така што во рок од 30 дена тие мора да постапат според решението и да обезбедат лиценци. Во спротивно, ќе мора да платат казни. Додека да се среди хаосот со лиценците на таксистите во Кочани, оштетени секако ќе бидат граѓаните со чекање такси превоз и по 1 час, време за кое барем во Кочани до секое место побрзо би стигнале пеш отколку 1 час да чекаат такси превоз, што е апсурд, велат граѓаните. Дополнително, иако се случи да начекаат такси, нервозата и напнатоста е присутна и кај граѓаните и кај таксистите, бидејќи едни на други си ја префрлаат вината за доцнењето на превозот. Инспекторите пак стојат на ставот дека ред во такси превозот во Кочани мора да се стави, токму затоа нема да се откажат од намерата секој такси превозник да поседува важечка лиценца за превоз на патници, макар и да помине подолг период во кој ќе владее хаос со такси превозот во Кочани. Може би и ова нема да го реши проблемот со дивите такси превозници во градот, бидејќи многумина таксисти кои досега возеле без лиценци, сега нема ниту да вадат лиценци, ниту да возат повеќе такси, туку работа ќе бараат во странство или на друго место, бидејќи како што велат, трошоците да се биде такси превозник во Кочани се големи, а за таа сума за која што возат градска е неисплатливо, па дури ако ги фатат, може да платат и високи казни.